Сега, овдека веќе е време, вистинско време за последниот наш разговор за ова утро. Ке слушаме малку убава музика. Имаме нагости, како што ви кажа и на почетокот нашата Вики, една прекрасна млада дама Софија Пуровска, која што е пејачка, и незиниот проект Од душата на изворот, на вистина многу моќно звучи. Софија е веќе на своето место заедно со нашата Вики. Вики си ја пречека гостинката. Добро утро. Добро утро и на вас. На почеток да прашам, јас прашав чајче, кафенце, ми кажавте само вода. За подобар глас. Јас ве прашав дали би ни отпеале нешто во живо, тоа ќе видиме во текот на разговорот како ќе си разговарате со Вики. Имате и нов спот за промоција, со внимание ќе ве слушам. Вики, повелете. Добро утро, Софија. Ти благодарам што ја прифати мојата покана во телевизија Алфа и во утринската да споделиме се она ново кое што стои позади твоето име. Како си ова утро? Па, одлично, расположено, позитивно. Позитивно да говориме за музиката, која што несомнено е дел од твојот живот, иако си релативно многу млада, а многу работиш, многу создаваш. Периодот Од душата на изворот, автентичен проект кој што стои позади твоето име. А зашто конкретно, Софи, станува збор? Па, Од душата на изворот е проект кој што му требаше многу време за да се реализира, бидејќи требаше да се осмисли на едно квалитетно ниво, за да излези и квалитетен производ. Па Душата на изворот е проект кој што потекнува баш од изворот. Се работи за македонски народни песни кои што се обработени во нови класични аранжмани од Вангел Мажевски. Тој е задолжен за тие аранжмани, воедно и клавир, свири на сите песни во спотот. Овие сите 4 песни кои што се во овој проект се многу значајни песни, носат своја психолошка приказна, имаат своја психологија и се доловени на еден музички начин на кој може таа емоција да допре до секој човек и да ја почувствува таа емоција. Една од песните јас ја одбрав, а ќе ја видиме нешто подоцна во текот на разговорот. Како движеше проектот, односно изборот на песните, секако она кое што го работевте, колку време одзема целиот оној процес за финалниот производ, ние да го видиме баш онака како што можевме да го видиме и забележиме? Песните почнеа да ги собирам идеите за песните од мене. Јас почнав, првата беше Елено Керко, потоа следува и другите. Те видов, тебе се залюбив, една љубовен евергрин, па Момо оди завода, една баш игрива, весела песна која што допре до многу луѓе, која што многу добро ја прифатија, и Подром ода мајче, која носи една... Мојата омилена. Да, која носи многу длабока приказна. Многу песните му дадоа на значење на твојот многу моќен вокал, јас така ќе кажам, а сето тоа го забележа и публиката и на социјалните медиуми каде што можевме да ги забележиме и позитивните реакции. Каков е фидбекот после овој проект и задоволени ли се очекувањата од сето она кое што го сработивте? Коментарите и реакциите се многу позитивни, дека ова е нешто ново, автентично и е нешто не секојдневно, што досега не се случило, бидејќи и видеозаписот е нешто кое што не можеме да го видиме секојдневно, па затоа овој спот е правен овој спот и ова аудио на спотот правени се со голема љубов, со голема посветеност и со многу голем професионализам. Каде Софија Пуровска го пронаоѓа својот вокал, можеби во македонската народна музика, која што верувам дека ќе се сложиш со мене, некако најдобро ти лежи и ти стои? Точно. Македонската народна музика ми е во душата, изведувам и други стилови, исто така, и забавно изведувам и балканско народно. Некако народната песна како да извира од тебе. Точно и затоа и проектот се нарекува Од душата на изворот, затоа што извира од мене. Така, која е целта и позадината позади проектот? Веќе го бараат можеби на одредени настани, се испромовирали се тоа онака како што го заслужи? Па допрва доаѓа
цела промоција на овој проект и допрва ќе допира до слушателите. Колку македонските слушатели се желни за убавата македонска народна песна, колку почитуваме и сакаме да слушаме денес музика и новосоздадена македонска народна музика, меѓутоа и она која што останала запаметена секако, меѓутоа се модифицира. Има многу интерес за македонската народна музика, а посебно за нови автентични аранжмани. Нормално, има и коментари кои што зашто вака ја направивте песната, зашто ја расипавте на еден начин, но меѓутоа не е тоа расипување на таа песна, туку на самата народна приказна и даваме еден нов автентичен аранжман кој што може да даде поинаков печаток за таа приказна. Да даде значење дека приказните од народот кои што ги носеле останале, меѓутоа ние им даваме нешто свое. Да, но ние сме тука, новите поколенија, ние новите генерации тука сме да му дадеме една свежина на сето тоа. Кој го открива талентот на Софија Пуровска? Искрено, јас многу сакав, уште од мала, имав желба и уште од мали нозе, со штиклите на мојата мајка, играв и со микрофонот во раце, пеев и тоа ми остана уште од мала и таа желба растеше се повеќе и повеќе. Но благодарение на една посебна личност во мојот живот и други личности во мојот живот од музички аспект ми помогна тој талент да се развие и да се донесе на едно многу професионално ниво. Так, да се види и да се негува и да се работи на него. Музиката не е твоја професионална определба, меѓутоа ја споменуваме психологијата како твоја професионална определба, но сепак поврзано со музиката. Студенци на психологија, релативно си млада, како што кажав, како ја поврзуваш психологијата со музика? Јас не ги делам и мојата професионална определба е и музиката, но секогаш сакам да правам нешто кое што не било до сега. Затоа сакам да направам еден спој, правам спој преку овој мој проект, правам спој и на психологијата и на музиката, кои што носат една силна и мокна емоција и приказна и длабочина за тоа што сакам да го искажам на народот, дека не е се така како површно. Да, туку во се има длабочина и душа. Прочем името на проектот. Да, точно. Може ли јас, Вики, малку да се вмешам во разговорот? Пак повторно ќе инсистирам, бидејќи го водите сега на она професионално поле каде што веќе се занимаваш нели со психологија. Дали ќе сакате нешто да ни испеете во живо, вака убав глас, убав стас, да слушнат нашите гледачи, па и ние овде малку да се развеселиме. Ајде, може би некој рефрен од проектот. Оставам на вас, ако не сакате, почитуваме. Може? Подрумо да мајче, вашата Милена. Подрумо да мајче, подрум шетам, подрумо да мајче, подрум шетам, аман, друм перница мајче, друм постела, друм перница мајче, друм постела. Браво. Колку е ова прекрасно. Се наежив. Навистина преубав глас. Преубав глас, Софија. Благодарам. Софија, секоја чест за гласот, за емоцијата со која што ја пренесуваш македонската песна. Сега покрај проектот да го искористиме просторот и времето, те гледаме многу си активна и на останати настани, музички доживувања, фестивали. Те видовме на Валандово фест. Многу автентична приказна која што позади неа стои твој текст, твоја замисла околу песната. Што се случуваше во Валандово?
чест и задоволство ми е што овогодишното издание на Фолкфест Валандова 2026 година го отворив јас со моја авторска песна, мој текст, Мир што ме опива, и визуелниот изглед и сценографијата која што јас мислив и мојот начин на изведба беше едно мое доживување на таа песна и една моја приказна која што сакав да ја раскажам и пренесам на публиката, за која сум многу благодарна и задоволна. Колку ти значи публиката, слушателите, колку веќе ја те препознаваат, како ќе се движи агендата за летово, што да очекуваме, каде да те слушаме, каде можеме да те видиме? Па, овој период следуваат настапи и многу промотивни настапи, исто така и музички ангажмани, нешто ново, некој нов проект, можеби некој нов спот за моја песна. Ети новиот проект со 4 песни да си го доживее своето внимание и секако какви се реакциите од публиката, од блиските, кои што верувам дека ти се и најголем ветер во грбот и најголема поддршка? Реакциите се многу позитивни, а особено од музичката фела добивам многу позитивен фидбек, многу позитивни критики. Колку е предизвик за еден млад уметник да можеби да учи од повозрасните од естрадата, од друга страна чекор по чекор да оди напред и да напредува? Па најважно е чекор по чекор да се учи и од секоја грешка се учи и од секое убаво доживување се учи нешто. Така да и од овој проект можам да научам многу работи кои што ќе применам во следниот проект. Јас само ќе кажам дека ова е навистина твојот почеток, а за твоето име допрва ќе слушаме и твојот вокал и се она кое што си ти навистина заслужува да биде препознаен и вреднуван и во Македонија и надвор од земјата, а верувам и силно стојам на тоа дека квалитетот секогаш излегува на површина и секогаш сакаме да гледаме квалитетни, млади, амбициозни, успешни луѓе. Софија, ти посакувам уште бескрај проекти во кои што се негува македонската народна песна, да не запираш овде, а телевизија Алфа секогаш е на твоја страна и ги следи твоите успеси секако. Благодарам секако и авторска музика. И авторска музика, така е. Уште еднаш благодарам што беше дел од утринската,